Шкода конечно ја подготви новата генерација на Фабија. Чекањето се исплатеше затоа што овој успешен модел на чешката компанија ќе ја продолжи пазарната битка со нови адути. Пред се со MQB платформата, истата онаа која ја имаат Поло и Ибица. Низиното користење и донесе значително поголеми димензии, должината е зголемена за 11, широчината за 5, а меѓуоскиното растојание за 9 см. Сменети се и пропорциите на каросеријата, чиј изглед генерално го следи дизајнот на останатите модели на Шкода. Со поголемата маска и потенките светла, предниот дел изгледа помасивно, а острите линии назад се ублажени. Силуетата благо потсетува на досегашната генерација, а имплементираните стилски детали прават моделот да изгледа позрело. Слична естетика владее и во внатрешноста, која е значително помодерно уредена. Повеќе го нема чувството кое го одаваат ефтините материјали, а просторноста е донесена на ниво на конкуренцијата. Опременоста значително е подобрена и практично се среќава се што има и во Поло. На возачот ќе внимаваат бројни системи за асистенција, а подобрената аеродинамика ја намалува бучавата на воздухот. Од Шкода уште наведуваат дека Фабија располага со 13 Simply Clever решенија, кои ја зголемуваат практичноста. Моторната понуда е очекувана. Дизели нема, а бензинците стартуваат со еднолитарскиот трицилиндричен агрегат со 65 и 80 конски сили. Не треба да кажуваме какви перформанси тој овозможува. Поубедлив е неговиот турбодериват кој на располагање е со 95 и 110 коњи. На врвот на понудата ќе се најде 1,5 литарскиот TSI со 150 конски сили во комбинација со DSG менувач со 7 степени. Во иднина може да очекуваме верзија со погон на природен газ, но не и хибрид. Продажбата на новата генерација на Фабија ќе започне на есен по цени кои треба да бидат високо конкурентни. Караванската верзија засега е во втор план и на неа ќе се почека барем уште една година.